На еден таков чин присуствуваме вечерва, кога една млада творечка душа со радост ја споделува со нас својата прва книжевна објава, своето поетско првороденче, како производ на еден успешен обид да се овековечи сопствениот порив кон нештата кои се вонвременски. Станува збор за поетската дебитантска книга "Љубовта е моја религија" на нашата млада сограѓанка Илина Врешкова, книга со која новопечената поетеса срамежливо, но самоуверено тропнува на портите на нашата роднокрајна литература. Познатиот Марк Твен рекол вака: "Двата најважни дена во вашиот живот се денот кога се раѓате и денот кога откривате зошто сте се родиле." Нашата Илина уште во својата најрана младост открива дека се родила за да биде следбеничка на својот креативен дух. Ако креативноста е Божја дарба, тогаш можеме слободно да кажеме дека блажени се уметничките души. Ако е тоа така, тогаш кај Илина Врешкова таа блаженост се множи со бројот 2. Зошто? Затоа што таа подеднакво успешно е дарувана да се занимава и со музика, и со литература. И при тоа, таа не се става себе си на некаква крстосница за да одлучи по кој пат би тргнала, дали по патот на музиката или соло пеењето, или по патот на книжевното творештво. Не, таа едноставно ги сака и двете улици по кои чекори, а особено местото каде што тие улици ја сочинуваат чудесната крстосница. Убаво е да се појавиш како издавач на книга како што е оваа. Авторката во своето првенче го доловува искрено младешкото моментално чувство. Илина Врешкова е талентиран творец, а може ли некој кој толку многу ја сака музиката и има посебна дарба за пеење, да нема и дарба и да биде поет? Тоа сепак оди едно со друго. Во песната "Те сакам" авторката вели, цитирам: "Безброј пати ќе ти кажам дека те сакам. Ти си животот мој. Се додека постојам, во срцето ќе те носам. Нема да дозволам никогаш да излезеш од животот. Во тебе најдов се зашто сонувам. Пред да заспијам, името тивко го шепотам. Е тоа е она романтичното, емотивното, кажано од душа со чувство на искреност." За во песната "Сон" Илина да каже, цитирам: "Душата е желна за љубовно вино да го испие, а кога носталгијата ќе тропне на врата, се предавам на перото да ме поведе и да ја извлечам со зборови запишана на лист од хартија. А со еден убав аранжман, со музички осврт, да ја слушнеме творбата со музика. Музиката, звукот, инспирацијата секогаш ни дава джелба за позитивна мисла."